Патувајќи низ Поречијево, поточно речено низ Долно Порече, во правец на поранешната општина Самоков, со намера да направам нова репортажа за овој регион, безброј пати во пресред ми доаѓаа сообраќајните патокази, село Девич, село Локвица, село Драговдол, а посебно во очи, така да речам, ми доаѓаше написот на сообраќајниот знак на кој пишуваше село Сушица, село Томино село, село Горни Манастирец и село Долни Манастирец. Иако со години крстарам низ Поречијево, така да речам, никако не му доаѓаше редот да направам нов документарен запис за селото Долни Манастирец. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и видна. Едно студено зимско утро на самиот почеток на новото 2023 господово лето, рано, мощно рано ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја крена слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те пробудив", ми рече. "Добро утро", му реков. "Буден сум, одамна сум буден", додадов. Ете јас така порано, знаеш, по-селски, од едно село се јавувам, сигурен сум дека не си го посетил досега, од Поречијево се јавувам, од Долно Поречие сум, еве овде рано изутрина околу Пампурчево сме собрани во нашава селска продавница и си разговараме кого да викнеме да ни направи репортажа за селово, арно ама така да речам по поречки, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме. На телевизорот те видовме тебе и си рековме: "Ете како нарачан од Бога се појави на телевизорот, ќе го побараме Зорана да ни дојде во нашево село, да ни биде гостин." "Моето име е Милош Дабески", ми рече. Што велиш ти?" ме праша. "А може да ми кажеш од кое село се јавуваш?" го прашав. "Од Долни Манастирец", ми рече. Слушај, вака да ти кажам, одамна му се токмам на твоево родно село Долни Манастирец да го посетам, ама никако да му дојде редот, како што знаете вие поречени да кажете, малку на повисок глас, на шега му подвикнав. Ете сега кандисај се, и тој со повисок глас ми довика од другата страна на телефонскиот апарат. Ние своето го кажавме, сега оставаме на тебе. Слушнав како ми довикуваа неколку гласа во хор. "Бива како не бива", им реков. "Туку да ве прашам кога да дојдам", им подвикнав. "Се разбира за водици. Водици ние ги чекаме 4 дена", додаде Милош Дабески. "Договорено", им реков. "Ти само дојди до Македонски Брод, а од Брод ние ќе ми те собереме, не те оставаме сам да шеташ низ пустелијава поречка, ич да не му се секираш", ми рече. И навистина така и бидна. 2 дена пред Богојавление, рано изутрината во зорите, тргнав на пат. Времето беше вистинско зимско, студено, ведро, патот чист, а снегот одамна го имаше забелен на хоризонтот, кој ме окружуваше, додека се возев во автобусот кој според возниот ред од Скопската автобуска станица секое пладниште околу 12 часот тргнуваше во правец на Македонски Брод, врвејќи ја патната делница Скопје, Тетово, Гостивар, Стража, Кичево, Македонски Брод, каде што на автобуската станица Македонски Брод со неговото возило ме пречека мојот домаќин Милош Дабески и се упативе по магистралната 20 километарска патна делница, врвејќи покрај селото Девич, селото Локвица, селото Драговдол, попатно застанувајќи на неколку места, меѓу кое местото викано Девини Кули и пештарата Пешна,
малко да одмориме и да и се насладуваме на колоритната снежна убавина, што и го дарила природата на овој крај, и по краткиот одмор го продолживме нашето патување во правец на мотелот Извор, каде што мојот домаќин Милош Дабевски ми раскажа дел од многуте вековни адети и обичаи во нивното село за Водици, раскажувајќи ми дека нивното село Водици го слават 4 дена, дека секое мало си има свој крст и водичарско котле и дека вечерта спроти богојавление секое мало се организира водичарско празнување и дека вечерта на полноќ речиси од сите села од овој дел на Порече, без разлика кое село колку малски крстови и водичарски котлиња има, се собираат во манастирот Рождество на Пресвета Богородица, а утредента секое село во својата селска црква се собира на утринска богослужба, потоа секој кум од малото оди да ги покани мештаните на заедничкиот ручек и вечера кој го дава кумот, за да утредента на 19 јануари, на сам ден на богојавление, сите малски крстови одат до реката Треска, каде се фрла крстот и дента кумот дава ручек и вечера, а четвртиот ден стариот кум му го предава кумството на новиот кум, а во нивна чест мештаните од малото даваат вечера. Стари куме, опашуј се, нови куме, распашуј се, стари куме, опашуј се, нови куме. Почитувани мои, слушајќи ја сторијата што ми ја раскажуваше за Водици мојот домаќин Милош Дабевски, не забележав колку брзо стасавме во селото Долни Манастирец, каде што зимските сончеви зраци милно го галеа ова село вгнездено во долината на Долно Манастирската река, која со милениуми ја живопишува колоритната убавина на ова село. Зоране, ете стасавме во моево село. Имам еден предлог. Сега ќе одиме кајнаш во нашево мало, во нашиот митренски водичарски дом, каде што не чекаат речиси сите селани кои живеат во нашево мало, да се подстоплиме малку, да мавнеме и по една грејана препек стилова долноманастирска ракија. Предлогот со задоволство го прифатив. Ете, Господ Сполајмо сакаше продукцијата Мариофилм овдека во селото Долни Манастирец, Поречијата, да дојде да направи нов документарен запис за стариот адет и обичај кој што овдека се негува од низ вековите и се пренесува од колено на колено низ генерациите за Водици. Твоето име презиме? Милош Дабевски. Така. Ти си од која фамилија? Јас од фамилија Дабевци. Така. Да. Како се викаше татко ти? Живко. Мајка ти? Злата. Дедо ти? Стојко. Баба ти? Арсена. Мајка ти од која фамилија беше? Од кај беше таа? Мајка ми од оваа фамилија, меѓутоа татко ми дома се дојде. Така, така. Баба ти од која фамилија беше? Бабата моја е од Лагот. Од Лагот, така. Едно село близу до манастир. Домајчиката кој ти се вика? Домаќинката Љубица се вика, меѓутоа ми е починала. Така, од каде ти е таа? Таа е од Скопје, од Маđари. Од Маđари. Колку Господ челат ви даде? 2. Машки и женски? Едно машко, едно женско. Како се викаат? Душко и Соња. Колку внучина имаш? Внучиња од синот имам 3, а од черката имам едно. Како се викаат? Од черката се вика Филип, а од синот се вика Војдан, тоа е овој, Ангела и Јован. Кој ти се најмили, првото или сегоарето? Сите се најмили. Еве овдека, значи во селото дојдовме да направиме репортажа за Водици. Овдека во селото колку крстови има? Во село има 4 крста. Така, кои се тие? Ние сме Митревски крст, имаме Велјановски крст, има Уќумовски крст и Здравковски крст. Репортажот што ќе правиме денеска
Ќе правиме од фамилијата на крстот на фамилијата на Даберци, така? На Даберци, да. Ајде Тие сега- се кумови. Така, ај сега ќе ми кажеш како е адетот и обичајот. Па обичајот сега, фактички од овај ден, 17 Јануари? јануари, започнуваат адетите. Сега ги каниме семејствата од Митрескиот крст со бомбончиња, Да. фактички деца ги канат да дојдат вечер да го врземе крстот. Ова е мојата родна куќа. 15 години сум живеал тука, после 15 години сум живеаме ве скоро 65 години во Скопје. Ова година е на нас. Фактички пред 2 години беше на нас, меѓутоа ради короната одложено е, требаше 20 година да го славаме, а поради короната го одложивме и оваа година го славиме и ја продолжуваме традицијата. Рекоте дека сега тргнуваме да да ги каните. Да ги каниме семејствата онака како што се движи крстот. Влагаме кај лажи кумот сега. Така. Што до година треба да го слави. Ај. Ајде. Повелете. Повелете, заедно да го врземе крстот. Ајде, да може. Ајде за многу години сте. Така, да. Ова фамилија е Трпевци. Значи во газдата се е Јован и Јованка Трпевски. Одиме ними ги каниме. Повелете заедно да го врземе крстот. Одете напред и дај го бончиња. Ајде. Ајде. Така. Дај го бончиња. Леле, Ајде, сите најде. Оди да. Така. Ај кај бабата давне. Ај за многу години да се здрави, живи, многу години да славиме. Еве овде и лепче за утре за Божникувајте месиме. За Така. месеме, оти ќе ни дојдат утре. Сега одиме да го каниме семејството Милева и Ѓоко Трпески. Сега во кое семејство влегуваме? Сега одиме во семејството Драган и Мара Трпески. Се се Трпевци. Благодарам, ајде за многу години, голем да растеш. Ајде за многу години нека е, да. Свети Јован. За многу години. Ајде, каде е Драга? Така. Ајде, влезете на. Дајде да одиме. повелете заедно да го врземе крстот. Многу години нека е. Ево и на еме. Ајде на биле. Еве и на биле. Ајде да. Ајде Едно Драган. Така, да. Ајде. Повелете. години за е. Сега го каниме семејството Зоре и Милева Трпески. Снима телевизија да види. Заедно да го врземе крстот. Фала че дојдиме. Фала година да видиме повесели, здрави, живи сите.
Те седу кога сакаш тоа. Ја додека поминам, они места се таму. Те седу. Сега го каниме семејството Милан и Валентина, тие се браќа, и Горан и Светлана. Ајде. Идете заедно да го врземе крстот. Благодарам за многу години да е. Помошника за многу години. Така. Значи со семејството Трпески завршивме. И со Дабески. Значи Дабески и Трпески завршивме. Сега одиме во семејството Велески. Ајде, добро дојдовте. Добре, најдолне. Ајде, повелете. Ајде. Вагајте. Така ќе одиме. Повелете заедно да го врземе крстот. Ајде, најбо Бончине. За многу години нека За е. многу години. За многу години. Така. Значи Лјупче и Милка Велески се. Така. Домаќини. Значи, вечера се поканете, кај што ви е собиро таму во домот. Поканети се на собирот за да го врземе заедно крстот. Крстот, така е. Нека е денот за многу години. За многу години нека е. Така, да сте здрави живи вие. Сега го каниме на врзување на крстот семејството Владко и Милена Цветановски. Ова ще да ми кажеш, како се вика, кој е мало ова? Колку мало има селаво? Селово има 4 мало. Кој се тие? Па Митреско мало, Така? Учумовско мало, Здравковско мало и Велјановско мало. Така, сега одека се наоѓаме во малото? Сега се наоѓаме во Здравковско мало, да. Така. Ајде, да посетиме и овие домајчини да поканиме. Повелете заедно да го врземе крстот. Ќе дојдеме. Фала. Фала. Многу години. За многу години. Значи сега го каниме семејството Јане и Габриела Цветановски, братот на Владко Цветановски. Кај што бевме пред малку. Кај што бевме пред малку сега. Кај што бевне пред малку, тој е брат му на Јане, сега Јане и Неговото себе. Габриела Цветановски. Ајде, да ги поканиме. Не е здрав. О, Ајде, продолжите. каде е кучето? Кајде? А? Идете слободно. Не се плашете. Повелете заедно да го врземе крстот. Ќе дојме. Сега го каниме семејството Влажо и Магда Петрови. Ајде, примате. Ај. Нека е денот за многу години. Денот за многу години нека е. Да година побројни и да Повесели, Да. здравие Господ на сите да ни даде беричјат, како се вика. Амин, Господе. А вака да ви кажам сега. Да. Значи Магда е од семејството Цветановски. Значи тетка, ова е име на Владко и на Јане. Така. Влажо е од Кавадарци. Од кава? Од Кавадарци е. Меѓутоа го прифатија да влезат во нашиот крст. Значи по женска линија е влезено. Вие сте Блажо од Кавадарци. Од градот или од Градот.
Како бе наведе среќата одека во Колко години имаш? 40 години имаш? 40 години? Тука сум. Како се чувствуваш повеќе како пореченец или како кавадарчарец? Ме само, и тамо и тамо. Или што вика старите, од кај ти е жената, тамо ти е фамилијата? Да се здрави и живи. Здрави и живи. Почитувани мои соселани, почитувани мои поречани, 30 години продукцијата Марио Филм, а заедно со незе патувам низ Република Македонија. Го крстарам поречијето скоро 25 години. Ете Господ сакал денеска на Водици, на богојавление, да дојдам во селото Долни Манастирец. По покана на крстот, одека во селото Долни Манастирец на Митревци, кој што овој семеен род е еден од најстарите семејни родови меѓу 4 кои што овдека го основале ова село пред околу 700 и кусур години. Се гордам што овдека со моите домајчини, кои што ми се и водичи селото, за овие 4 дена ќе прошетам во крстот на Митревци, ама ќе ги посетиме и другите 3 крста кои што овдека постојат. Да напоменам дека само во поречијето Водици се слават 4 дена. Едно од тие убавини е тоа што покрај тоа што постои Божијо кум, постои и така наречен лажен кум. Лажниот кум е новиот кум до година. Одека во селото Долни Манастирец и во другите поречки села од минатото, од вековите кои што изминале, се пренесува крстот од генерација на генерација, каде што старите адети и обичаи, кои што нивните предци ги поставиле, овие млади момчина што се овдека во селото Долни Манастирец ги пренесуваат на нивните синови, ќерки и внучина. Да бидам реален, најмногу ми се радуваше душата овдека во селото Долни Манастирец, каде што ова село има и млади дечина, малички дечина, од 6 годишна возраст, па и до 11 годишна возраст. Многумина ме прашуваат, и овие мали дечина, дедо Зоране, подавот кажано, кога ќе оди ова на програма? Почитувани мои, ова желба на овие мали дечина од селото Долни Манастирец, предлагам да го проследите во продолжение на ова репортажа. Како и секогаш, кога се врзува крстот, они нека си дераат работа. Значи, има нешто да соопшти. Така. Има неколку работи да кажам. Вие знаете дека овие 2 години Водици не се славеше.
не се славеше ради корона. Така. Меѓутоа, од нашиот крст изгубивме човек, од таа корона, го изгубивме Војо Велески. Па ќе ве молам, со едноминутно молчење, да му дадеме почит. Да стане. Слава му, Бог нека го прости. Бог нека го прости. Овдека во ова Славско котле се наоѓа еден крст кој што е стар, поправо направен во 1913 година. Тука пишува, има еден напис Митрески. Ке може да да ми кажете како е обредот кога се подготвува котлето и крстот пред да се носи горе во манастирот. Да, сега е врзан крст. Митрескиот крст. Сега овој крст се носи на манастир. Се пее вода, се става крстена вода и утре са бајне, Божи кумот и лажи кумот одат кај фамилиите што ги посетивме денеска. На посен граф, топла ракија. Ќе може ли да малку да ми кажете таа приказна, таа сторија за овој крст? Кога и како овој крст го има брежано годината 1913? Имаме начуено една легенда, така речено, кој што претено 100 и кусур години овдека во селото, значи се славело водици со еден крст. Меѓутоа, која била причината да од овој единствен крст овдека да имаме 4 крстови за водици во селото? Па видете се, во 1913 година е оформен Митрескиот крст. Значи, фактички другите крстови во селово се оформени тогаш. Како се развивало селото, како се зголемувало, така имало потреба од формирање на крстови. Така и Митрескиот крст е 13 година формиран, а не значи дека не се славеле водици пред 13 година. Значи, од тука се води како Митрески крст. Може ли сега да ми кажете колку крстови има овдека во селото? Во селото има 4 крста. Значи, нашиот е Митрески крст, имаме Ојчумовски крст, имаме Здравковски крст, имаме Велјановски крст. 4 крста. Вечерва сите се собрани како ние да го врзат крстот. Секој во своето мало. Значи, 4 мала, 4 крстови. Тој ќе биде во манастирот? Не, исто тој што го слави водици, ги вика Така. ние, пошто ние имаме сала, тој ги вика дома. Така. Меѓутоа, ова вечер се оди горе во манастирот. Сите крстови, не само нашиве 4 што се од селово, него одат сите крстови од другите села на манастир. Така. Тамо се пее вода и секој си зема крстена вода и со таа крстена вода утре одат по фамилиите кои што денеса ги посетивме. Значи вечерва ќе има и богослужение од попот? Ќе има, ќе пее тоа крстена вода. И ќе става во така. Има ли, да речеме, ова вечер временски период, до кое време треба да се биде? Ја мислам дека Оние стари адите... Ориентално, дека 12 сат се одиме, разбираш, 11-12 сат, може сат време ќе бидат задржани горе и после се враќаат дома. Се враќаат божикомојки и лажикомојите дома и почнува од 7-8 сат да идат покојче. По фамилиите. Сега ова да ми кажеш. Што е тоа божикум и што е лажикум? Божикум е тој што ги слави водици. Еве, јас сум божикум. Така ли? Така. До година тој што ќе го земе крстот, сега е лажикум. До година ќе биде божикум. Па наредниот после него ќе биде лажикум. Кога се предава крстот и котлето од божикум до наредниот? Значи, вечерва се врза крстот. Тоа е 17. Се оди на манастир, горе, се зема крстена вода, утре божикумот и лажикумот
одат по куќи, по фамилиите, кај што да се ги посетивте. Така, да. Ги поканивте да дојдат да го врзат крстоците. После тоа, значи утре како ден, например, неутрален, се оди по куќи. Во четврток, од Сабајле, значи кај 9, кај 10 сат, сите крстови, не само од нашево село тие 4, него може да дојдат и од други села, се оди на река доле. Се на река, се осветува кој се вика водата и се фрла крстот, попот го фрла крстот во реката, рипаат деца, кој ќе го фати крстот, награда, што ќе добијат, не знам, да разбирам. Ова сега да ве прашам. Да. Вие овдека во селото имате и ваша селска црква. Се оди ли утре изутрина во црквата? Не. Во нашава црква тука се оди на 20. Значи, утре, од кога ќе се фрли крстот, луѓето ќе се растурат. После јас како Божикум, одам да ги кадам на ручек. Така. Па одам јас со шише ракија, ги канам на ручек, доаѓаат на ручек, ќе ручаат, давам и вечера. Така. Значи, на 19 давам и вечера. На 20 Сабајле, Божикумот и Лажикумот одат во црква, во нашата црква. Така. На гробиштата ќе видите, ќе ја посетите. Како ви се вика црквата? Црквата се вика Свети Ѓорѓија. Така ли е зове? Да, Свети Ѓорѓија. Кој ќе се вратат од црква, тука, па се оди кај мене. Се оди со песна. О, Јоване, домајчине, дома ли си или не си? Ако спиеш, разбуди се, ако пиеш, весели се. Што ти идат добри гости, водичари. Значи доаѓаат кај мене, им давам кафе, ракија, ќе се напијат, ќе си одат дома, негде кај 12 сат, пак јас со шише ракија, на 20 викаме, ги канам да ми дојдат на ручек. Доаѓаат на ручек, ќе ручаат, си одат, па доаѓаат на вечера. Меѓутоа, задната вечера си доаѓаат секое семејство со прегозба. Значи носат тепсија, со колбаски, со компири, со месо, тирано, се, кило ракија и кило леп. Значи фактички помош даваат на Божикумот. Јас само правам супа, ќе вечераат сите и тогаш се предава крстот. Тогаш ќе го снимите како, на кој начин се предава крстот. Сега да ви кажувам, ќе видите, сега не можам да... Така е. Така. Така е. Значи, од кога се врза крстот, сега домајчините, односно семејството што го слави водици, го китат со пари котлето. А другите семејства го китат котлето кој ќе појдат кај ними. Значи, кој ќе појде котлето, секој си става на котлето пари. Сега ние тоа го правиме, семејството. Јас, внукот, синот, сната.
помолиме на Господа. Заблаженейшиот архиепископ наш Охридски и Македонски Михаил, за честното свещенство во Христа дјаконство, за сиот мир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Свидетелство сувајшија и договиде голубине, известуваше словесе утверждение, јавлеся Христе Боже, и мир просвещај, слава Тебе. Što sja Tebi, Gospodi, Trojičeskoje javisia poklonenije. Roditeljevo glas, svidetelstvo vaše Tebje, возлюблена Тя Сина именуя, и дово виде голубине, известуваше словесе отвержение, явлеся Христе Боже, и ми просвещай, слава Тебе. Во Јордане крещајоšto ся Тебе, Господи, Троеческое явися поклонение. Родителево глас, свидетелство ваше Тебе, возлюблена Тя Сина именуя, и дово виде голубине, известуваше словесе утверждение, явлеся Христе Боже, и мир просвещај, слава Тебе. Секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Еве продукцијата Марија Филм се наоѓа одека во поречието. Ете пред се голема благодарност до сите поречени што ме покани да дојдам да направиме една репортажа, а пред се, така да речем, до моите домајчини од селото Долни Манастирец. Овдека ми е полна душата во овој многовековен наш македонски храм. Манастир се вика? Мала Богородица. Да ми се представиш од кое село си? Јас сум Александар Ристевски од село Долни Манастирец. Така? Од која галабија си, од кој крст? Александар Ристевски од крст Шкорлер. Так. Ти момче? Мартин Кофиловски од село Долни Манастирец од крст Така. Јас сум Боце Кофиловски, кум од крстот Велјановци. Така. Зоран Дамчевски од исто од крстот Велјановци, Лажико. До година кум. Така.
Мишкодавецки Митревски крст, Долни Манастирец. Иначе еден од најстарите родови во селото Манастирец, Долни Манастирец. Така е пишено во историјата. Момче, Јас сум Војдан Дабески, Долни Манастирец, Крст Митрески. денес вечерва со твојот дедо прошета ни селото. Како ги покануваше, со што ги покануваше? Со бомбончи. И како им велеше? Повелете заедно да го врземе крстот. Така. Ти, момче? Вован Давески од Митрески крст, Лажико. Така. Васе Видерски од Горни Манастирец, крст на еден крст од цело село. Цуте Кајчевски од Горни Манастирец, имам еден крст за целото село. Ова ќе да ве прашам. Горни Манастирец и Долни Манастирец имаат родовска врска? Мислам дека немат. Горни Манастирец го викаат мало, а Долни Манастирец го викаат Новосел. Новосело претпоставам дека е поново село, може би од Старосел. А Старосело е друго село. Меѓутоа сите 4 села се под името Манастирец и се поврзани заедно со овој манастир што е храм овдека. овој храм. Тука се Лак Старосело, не, Василковци, Манастирец, Горни Манастирец и Старосел. Ти се радували душите што ете од година во година во ова наша независна држава Република Македонија старите обичаи повтора се враќаат, а пред се дали се горди што овие мали деца кои што се носители на овие обичаи ќе ги пренесат на нивните поколенија. Апсолутно, јас сум еден од оние што со години наназад во мојата возраст не сум пропуштил да бидам присутен на водици и да одржам оваа традиција. И ме радува што понекаде, особено во Долни Манастирец, има и помлади генерации, каде ќе го пренесат, се обидуваме во Горни Манастирец исто да донесеме помлади луѓе што ќе ги следат традициите, што ќе ги учат и што понатаму ќе ги одржуваат и ги почитуваат. Се со цел да се одржи традицијата, македонското културно наследство, македонскиот народ и Република Македонија да го назначиме. Сега една порака да сите наши македонци кои што се наоѓаат не само во Република Македонија, туку во Пиринскиот дел, Егејскиот, во Америка, Австралија и Канада, дали е добро да си дојдат дома во Република Македонија, да си дојдат во родните огништа, да ги отклучат они зараѓени катанци, за да се присетат на огништата на нивните предци. Ви благодарам на можноста што можеме преку вашата продукција да ја упатам таа порака која побаравте од мене. И не само особено за Поречени, меѓутоа и сите иселени од Поречени секаде во Македонија, да продолжиме да ги почитуваме традициите македонски, со тоа ќе го задржуваме македонскиот род, ќе ги одржиме македонското културно наследство, меѓутоа и надвор од Поречи, за цела Македонија, водици и сите верски празници се почитуваат и се применуваат насекаде во Македонија и во делот на македонците што живеат под Пиринскиот дел од Македонија, Егејскиот дел од Македонија и делот што влегува во Албанија и насекаде иселените под ситуациите кои ја имала судбината на Македонија. Пораката е да продолжиме насекаде и таму каде што живеат, меѓутоа и да се вратат овдека за да се одржува и македонскиот народ, македонскиот род, македонската традиција. Само така ќе обстоиме како македонци и само така ќе ја задржиме македонската традиција. Меѓутоа едно би додал дека две држави се пишани во Библијата, Палестина и Македонија. Дека е денозор во години да ни еждава жива Македонија. Дополно, ако може, единствени два термина што од постојањето на светот и од постојањето на човештвото обстојуваат се сонцето и Македонија. И не случајно символ на Македонија е сонцето. Не постои друг термин или друг збор во историјата на човештвото и воопшто што го одржал тој што се одржало како термини, како име на територија, како име на народ. Така да ако сме најстари, тогаш мора да сме и вечни. Амин, Господе. Амин. До година побројни. И да ни е жива пак Македонија. Жико му да сожени тоа. За ува сам.
водици или Богојавление е денот според христијанското предание кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан и се прославува на 19 јануари. Со тоа му се дава значење на крштевањето како на една од повеќето тајни во христијанството. Крштевањето е значено затоа што се смета за духовно раѓање, односно за почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и за негов најблизок роднина. Празникот Водици се наоѓа на завршетокот од тие 12 некрстени денови, кои што траат од Божик до Водици. Со овој празник завршуваат така наречените 12 некрстени денови, меѓутоа завршува и циклусот на празнување на зимските празници поврзани со свеченостите од Бадник, Божик и Василица. Овој празник е празник практично на христијанскиот бог давател Дајбог, кој што им ги исполнувал желбите на луѓето на отворено небо. Имено, ноќта спроти самиот празник на полноќ во глуво доба се отворало небото и сите оние што ќе го дочекале будни тој момент, Господ им ги исполнувал желбите. Инаку празникот Богојавление Водици се слави 2 дена, на 19 и 20 јануари. На 19 јануари покрај Богојавление Водици се вика и во Јордани или Машки Водици, а со обид на Свети Јован Крстител на 20 јануари и се вика Женски Водици. На овој ден свештениците во сите населени места, во поголеми води, во реки, езера и базенти го фрлаат ритуалниот крст и православните христијани скокаат за да го фатат тој крст. Се смета дека на овој ден сите води се крстени и оној што ќе го фати крстот ќе го следи среќа во текот на наредната година. На Водици имен ден слават Богдан, Богдана, Богомил, Јован, Јовица, Данчо, Даниел и други имиња. Би кажал и тоа дека празникот Водици се слави во групи или друштва поголеми кои што се викаат компании, братства или кумства. И тие компании, братства или кумства се формирале по мала или по фамилии. И обично сите членови на компанијата, на кумството, се чувствувале меѓу себе роднини и се условувале со светионе, побратими и така натаму. Според дамнешните верувања, а и црквата тоа го прифатила, кумството е сродство, а тоа значи дека за кумовите важи она што важи за крвните роднини, односно законот на екзогамијата. Со тоа што Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос, значи тоа значи дека не му припаѓа кумството. Сите овие компании имаат и свој кум, кој што го нарекуваат Свети Јован и кај него стои крстот 1 година од Водици до Водици, тоа значи дека не му припаѓа кумството. А промената на кумството се врши по строго воспоставен ред, најчесто по старост. Меѓутоа, во записите на Кузман Шапкарев може да се сретне дека во Охридско пак крстот, а и кумството се откупувало со наддавање. Денот пред самиот празник Богојавление Водици, 18 јануари, се вика водокрштевање или водокрст или водопост. Водокрштевање се вика затоа што тоа се однесува на крштењето на водата, а водопост затоа што се работи за строг пост. Рано наутро кумовите на ударот на камбаната оделе во црквата и со себе носеле котле со вода во кое што се наоѓал крстот кој што му припаѓал на кумството. И потоа попот ги проверувал сите крстови дали се добро врзани со босилекот, а во босилекот требало да има пак толку гранчиња колку што имало кујчи во кумството. И потоа попот ги отпевал сите крстови, а со тоа ја отпевал и ја крстевал водата. И со таа крстена вода потоа се прскале кујчите, шталите и сите простории со цел да бидат избркани лошотиите. Ајде, значај. Ајде, за многоводене. Ајде, куме, бе. Не се плаши, бе. Не се плаши. Господ ќе ти помогне. Да. Не се плаши. А помош нека се Водици Свети Јован за многу години, нека ја да дава Господ многу здравје, среќа, убавини. Све најубаво, да не се множи фамилијата, да не се множи селото. И све најубаво, амин, Господе. Амин. За многу години, нека. За многу години.
Ето, последно. Мите па со крајчи на мене. Сите крајчи на мене. Ти си прв. На здравие да те куме. До година повесело, поубаво. Ставиш да те подсетам. О Јордане, крещајош до ся Тебе, Господи, Троеческо јаве ся поклонение. Родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина именуја, и док му виде голубиње, извествуваше словесе утверждение, явлеся Христе Боже, и мир воспрещи, слава Тебе. Во Јордане крещајош ко ся Тебе, Господи, Троеческо јави ся поклонение, родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина именуја, и дух му виде голубиње, извествуваше словесе утверждение, явлеся Христе Боже, и ми просвещај слава. Почитувани мои, како моите соселани од селото Долни Манастирец го започна 4-дневното празнување на христијанскиот православен празник Водици, ќе имате можност да погледнете во продолжение во наредната репортажа.